Добар ден, се викам Лиле и сега ќе правам швалер торта. За неја ќе ми бидат потребни 12 јајца, од кои 8 сега ги оделив белки од жолчки. Ќе ми биде потребно исто така некаде околу 700 до 800 грама шеќер. Се разбира иста количина и за во листови и за во фил. Ќе ми бидат потребни 3 паковки пудинг од чоколадо. Ќе ми бидат потребни исто така презла, брашно малку, прашок за пecivo, ванилин шеќер, мелени или сецкани ореви, моите се малце нешто поситно сецкани ореви и чоколадо за готвење ќе ми бидат потребни 3 табли. Ќе ми биде потребен и шлак за декорација, ќе ми биде потребна исто така сладка павлака, значи или хопла за внатре како втор фил. Исто така и маргарин ќе ми биде потребен. Сега почнувам со подготовка. Значи белките ги оделив од жолчките, за да не должам. Почнувам со работа. Додаваме една лажица јаболков оцет. Јас најмногу него го користам во мојата кујна. Додавам и малку сол. Почнувам со матење и постепено додавање на шеќер. На 8 белки сега додавам 16 лажици шеќер. Пратиме додека смесата не стане сосема блиска, а жолчките ги чуваме за во фил. Мојот лист е готов. Го изматив. Сега ги додавам и другите состојки. Но првично ја вклучив релната кога почнав да работам. Значи релната се вгору се загрејува на 200 степени. Ги додавам мелените ореви. Тука имам 100 грама мелени ситно сецкани, како и да кажам, ореви. Имам, значи, 2 презли, 2 лажици презли, брашно и малку пecivo. Сега промешуваме кратко. А потоа ставаме да се пече на 200 степени 15 минути, следните 15 минути на намалено на 170 степени. Печеме до 45 минути. Овој пандишпан за швалер торта повеќе се суши. Значи сега со миксер не ја матиме масата, продолжуваме со лажица. Откако го промешав смесата за торта, значи го промешав брашното, презла, ореви, јајца и сега ја истурам смесата во тава да се пече. Ја распоредувам равномерно. А додека таа се пече, ние ќе спремаме фил. И ќе требам уште еден пандишпан за во средина. Затоа што ќе матам 3 пандишпани. Тоа треба да бидат од по 4, значи, јајца, тоа е 4 белки. Јас овој ќе го пресечам на половина и ќе направам уште еден пандишпан, значи од 4 белки. Жолчките, како што реков, водат во фил. Дел од нив водат во кафеавиот, чоколаден фил, дел од нив водат во жолтиот фил.
Торта е спремна за печење. Уште малку и готово. Значи така. Рерната се вгори. Значи сега е загрејана рерна. Го носам да се пече. Сега ќе ги спремаме сите продукти потребни за правење на фил. Сега почнувам да го правам фил. Прво млечниот фил ќе го правам. Тука имам литар млеко. 800 грама ќе сипам и ќе ставам да се загрева да зоврие. Другото ќе го оставам за во ванглишка за да го размутам шеќерот со жолчките. Жолчките и нив ги додавам тука. Промешувам кратко за да се измешат, да не ми се створат грубкички. Така. Додавам од ладното млеко. Прв пат со лажица промешувам додека да ги додадам сите потребни состојки за правење на оваа торта. Ги додавам и пудинзите. Ставам 3 чоколадни пудинзи. Додавам и 2 лажици непреполни од густин. Сега го вклучувам миксерот, промешувам додека млекото ми се загрева. На помала брзина за да не ми се крева прашина. Додавам густо млеко. Смесата е готова. Уште да ја ставам во загреано млеко и да свариме фил, ќе го тргнеме да се лади. За тоа време ќе го спремам жолтиот фил. Млекото ми зовре и сега правам фил. Го додавам со непрестано мешање додека се згусне го варам. Продолжувам со варење и со мешање. Мојот фил е готов. Еве, видите, прекрасен фил. Излезе многу убав и вкусен. Само да ви кажам нешто, се надевам, се извинувам, нема да ми замерите затоа што во некои моменти малку делувам несигурно. Ова ми е прво видео да правам целосна торта, значи филувана за YouTube. Така да решив со вас да споделам многу рецепти и да ви покажам многу мои вештини. Во правење на торти јас умеам да ги скратувам постапките. Видовте дека целата количина на шеќер ја ставив во изработка на филот додека се вареше. Јас прах шеќер во работа со овие торти користам само во одредени посебни рецепти. Во овие вака млечни филови, значи јас прах шеќер го заменувам со кристален шеќер и го варам заедно со жолчките, со другите, значи пудинзи или ако се филови од густин и слично со млеко. После само маргарин ќе си го додадам со матење со фил заедно и ќе добијам исто прекрасен сладкарски чоколаден крем за торта. Еве ја скратив и оваа постапка за топење на чоколада и посебно додавање со тоа и губење на време. Ја додавам во врел фил, ќе тргнам настрана, ќе се излади и потоа ќе измешам со маргарин со помош на миксер. Гледајте во потната мощната постапка.
Сега продолжувам да го направам и жолтиот фил за швалер торта. Тука имам 2 лажици шеќер, додавам жолчки, промешувам, го додавам и млекото, пак промешувам, го додавам и кршеното чоколадо, бело, тоа се 2 реда. Сега додавам и малку маргарин. Сето ова оди на шпорет, на тивко, треба да се растопи, да се загрее, но не и да проврие. Ова го правам затоа што е топло и затоа што жолчката е осетлива намирница и мислам дека треба секогаш да биде проварена или на пареа спремена, затоа што не оди жива во филови. Јас такво нешто не практикувам од здравствени причини, затоа што храната секогаш осетлива што е на бактерии и слично, треба да се подготвува на некоја си температура повисока или помала. Сега цело време ќе мешам додека да се изједначи смесата. Жолтиот фил е исто така готов, сега го тргам да се излади. За тоа време јас кафеавиот ќе почнам да го подготвувам за филување. Почнувам со подготовка. Ја историв едната вречичка од ванилин шеќер, тука имам 200 грама маргарин, сега ја додавам и втората кесичка ванилин шеќер и матам. Сега постепено ќе додавам лажица по лажица од кафеавиот чоколаден млечен фил и матам со миксер непрестано. Користам миксер со голема моќност. Специјално наменет за матење на филови. Уште малку и овој мој чоколаден фил е готов. Се изједначи смесата. Одличен е, одлично изгледа и прекрасен и вкусен. Сега го матам и вториот фил, жолтиот. Додавам 1 ванилин шеќер, 200 грама маргарин и жолтиот сварен фил. И ово е готов. Сега наред е хопла да ја изматам и почнувам со составување на тортата. Сега сладката павлака ја матам, уште таа ми остана. Тука се и моите прекрасни пандишпани, одлични се. 3 се. Значи уште хопла да ја изматам. Треба да биде ладна за да се убаво измати. Сладката павлака е готова. И сладка павлака ја изматив. Сега е наред составување. Сега редоследот е тако што прво ставам од жолт фил, па ставам чоколаден фил, па ставам хопла. Потоа повторно пандишпан и пак иста постапка, додека не се нафилува целата торта.
Ова го делам на 2 дела, затоа што имам 3 листа. Ќе ми треба, значи, 2 листа да ги премачкам со оваа смеса, со овој жолт фил. Овој фил по правило се прави од маргарин, шеќер во прав и само жолчки. Но јас морам да го сменам затоа што, како што кажав, со живи жолчки, значи неварени филови и слично не работам. Тоа за мене не е исправно. Затоа што треба да се знае потеклото на храната. Оти салмонелата најмногу се добива од некувани филови. Ова е доволно. Сега ставам од кафеавиот, тој е чоколаден. Имам малку повеќе направено, затоа што уште сега ќе ви најавам. Утре ќе има уште еден рецепт и уште една торта во изработка. Таа торта сама ќе си ја креирам и сама името ќе си го дадам. Ќе смислам некоја интересна комбинација. Така да тоа нека биде изненадување за утре. Оваа торта е една многу убава торта, многу барана, затоа што јас работам со торти, самоуксум, сама се научив да правам торти, учејќи, читајќи, и еве сега моите знаења ги пренесувам и на вас, а со тоа на некој начин работам. Најмногу со торти и со колачи. Се разбира и со други солени работи, но ова е главна моја делатност. Толку за да не претерам, затоа што се си има мерка. Се што е премногу не излегува убаво, нити пак поднесува, значи, количински торта да премногу има фил. Не би била убава за служење. Сега ја нанесувам вториот пандешпан, преку овој го нанесувам и него. Гледам да се израмнети. Треба тортата да изгледа убаво, да е рамна од сите страни, за да е убава за филување. Рецептот за оваа торта ќе го најдете на мојот сајт. Него ќе го ставам линкот во десниот дел на самото видео, кога ќе биде објавено. И таму е оригиналниот рецепт. А ова е прилагодена доза на број на парчиња. Повторно нанесувам од чоколадниот фил. Сега ставам повторно хопла. Готово. И ова го ставиме. Сега го ставаме задниот пандешпан. Тортата излезе висока, изгледа убаво. И сега ја премачкувам со чоколаден фил, бидејќи од него имам најмногу. Целата торта ќе ја премачкам со тој фил. Краевите, страните
А ова е една премногу вкусна торта. Богата со филови, значи има 3 фила. Тортата е готова, целата е нафилувана и сега оди во фрижидер 1 час да отстои, а потоа ќе испремам шлак и ќе ја декорирам. Ќе видите како јас ги декорирам моите торти. Тортата се излази во фрижидер и сега наред е декорација. Прв пат шлагот ќе го изматам. Тука имам 200 грама млеко, а во вангличка имам, значи, 100 грама шлак. А ова е 200 мл млеко. Се извинувам. Мојата шлак пена е готова. Морав да додадам уште една паковка, во случај да не ми зафали. Значи, сега имам фактички 3 паковки шлак изматено тука, за да стигне да ми ја декорира убаво тортата. Да биде богато декорирана и убава. Прв пат ја премачкувам. Целата торта ја покривам со шлак, а потоа следуваат декоративни елементи. Ја измазнувам целата површина на тортата, за да биде мазна и убаво да изгледа. А потоа ќе следуваат декоративни детали. Уште малку и готова е. Сега на шлагот му додадов наранџаста боја, за да добијам некоја нежна наранџаста боја. За декоративни детали. Одлична боја. Сега почнувам со декорација. Бојата е убава, мене ми се допаѓа.
кога декорирам, сакам сите да бидат уникатни торти. Значи, да не личат една на друга. Тоа е моето големо задоволство и уживам во такво нешто. Сега користам друг калап за отстрана. Сега со истиот калап одозгора ќе направам и роза. Значи една вистинска прекрасна ружа. Мојата торта е скоро готова. Уште некој ситен детал и завршувам. Се гордеам, оти е многу вкусна, една од највкусни торти што некогаш сте пробале. Пробајте, направете си и уверете се во тоа.